Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески на денешната пресконференција ги најави проектите за кои се предвидени средства од буџетот на општината за 2016 година. Талески истакна дека во текот на наредната година ќе бидат завршени веќе започнатите проекти, а ќе бидат реализирани и останати едногодишни проекти значајни за граѓаните на Битола. Бидејќи имаме најава за нови инвестиции во индустријската зона Жабени, продолжуваме со инвестиции за поддршка на инфраструктурата според потребите на новите инвеститори. Тоа е една тема. Втора тема, голем дел од буџетските средства се планирани за инфраструктура во старата касарна или сегашниот Златен Рид, каде што веќе имаме 8 инвеститори кои што градат своји објекти, дел од нив се во функција, дел се уште не се, но во секој случај таму ќе биде едно големо градилиште и голем дел од финансиските средства и со дел од финансиски што ни го озможи Министерството за финансии, значи таму интензивно ќе инвестираме. Градоначалникот Талески посочи дека продолжуваат инвестициите во реконструирањето и асфалтирањето на улиците во градот. 2016 ќе биде за окружување на голем број проекти кои што ги започнавме, а кои што во моментот можеби не се завршени. Значи тие 100 улици ќе ги заокружиме, ќе ги додефинираме, дел од нив веќе имаат и своји проекти, но и дел се изработува, така што бројката од 100 ќе биде нешто што е многу значајно и се разбира покрај изградбата, реконструкцијата на нови училишта, градинки и така натаму. Во 2016 година планирано е да започнат градежните работи на северната трибина на стадионот под Тумбе кафе, а предвидени се средства и за реконструкција на спортската сала. Веќе се одделени дел финансиски средства од нашиот буџет, а во овој период го бараме начинот како со потенцијалните изведувачи да го средиме начинот на плаќање. Така што мислам дека индустријската зона Жабени, касарната, патната инфраструктура, 100 улици, сето она што го правиме во делот на образованието со реконструкција, обнова на училишта и ова последново што го кажав, бидејќи планираме реконструкција на спортската стала во 2016 година, мислам дека ќе биде едно заокружување на најсуштинските, најзначајните проекти, се разбира тука вклучувајќи го и завршувањето на киното Манаки. Градежниот дел од киното Манаки се очекува да биде завршен кон средината на 2016 година.